Новата штипска клиничка болница се гради со забавено темпо. На објектот ја нема бучавата од градежните машини, а додека нашата екипа беше на објектот, забележа само неколкумина работници и обезбедувањето на штипската градежна компанија Бетон, кој во овој случај подизведувач на грчката компанија, а која го доби меѓународниот тендер. Директорот на болницата Ален Ѓорѓиев, иако се повика дека не е надлежен за овој проект, сепак потврдува дека новиот објект се гради бавно, зашто е информирано и ресорното министерство. Јас со суштина и не можам да ви кажам точна информација врска со тоа, бидејќи нашата клиничка болница нема ингеренции да му тоа, знаете дека оди преку проектната единица до Министерство за здравство и договорот кој ќе го има склучено. Значи, понешто можеме да го видиме, се веројатно се успорени работи на клиничката болница, а зошто е тоа така, ќе мора одговор на друго место во Министерство за здравство. Има ли работници? Гледате ли секојдневно? Се намален е бројот на работниците и темпото на работа не е како што беше претходно. Државниот секретар во Министерството за здравство Владимир Милошев потврдува дека се пробиени роковите за изградба на болницата. Пред неколку месеци усвоен и нов акционен план од страна на владата за изградба на првата фаза на болницата во декември оваа година, а под која се подразбира комплетна изградба на новиот објект, обезбедена современа апаратура и селење на пациентите, со што би почнала и втората фаза, која ќе опфати уривање на постојното кожно и очно оделение и поврзување со акцелераторот. Добивме информации дека на терен нема работници и во средата имавме нов состанок со грчката компанија и подизведувачот. Нас не интересира подизведувачот, нас не интересира изведувачот. Договорот го имаме со грчката фирма. Разговаравме и укажавме и им дадовме разумен рок од 2 недели за да видиме напредок во работењето. Тие гарантираа дека веќе од наредниот ден, од четвртокот, ќе имале забрзување на динамиката. Понатаму не можеме да го толерираме неработењето. Доколку не го испочитуваат рокот, ние ги разгледуваме сите опции. Меѓу опциите и раскинување на договорот со грчката компанија кој го има добиено тендерот за изградба, а кој чини 30 милиони евра за новата клиничка болница во Штип.